Понеделник 15 јануари 2024 година вести на Вистел ви благодарам за вниманието. ВМРО ДПМН денеска понесе иницијатива до Уставниот суд за процена на законите за патните исправи и за безбедност на сообраќајот од 2021 година. Тие ќе бараат процена на уставноста на членот 3 од Законот за изменување и дополнување на Законот за патните исправи и член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Се бара Уставниот суд да донесе решение за време на мерка, односно согласно деловникот на Уставниот суд да го запре извршувањето на оспорените членови на законите, се до одлучување дали тие се уставни или не. Личните карти не се опфатени за промена со краен рок 12 февруари. Тие важат и понатаму, зашто е потребно, па граѓаните да не се изложуваат на понижувања и турканици за промена на личните карти. Рокот е само за пасоши и возачки дозволи, велат од ВМРО ДПМН. За 4 години откако започна пандемијата со COVID-19, па се до ден денес, владата потрошила на 2 милиарди евра финансиски средства за граѓаните и бизнисите, информира вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Последниот пакет антикризни мерки во вредност од 662 милиони евра ќе биде наменет за ученици, студенти, ранливи категории на граѓани и лица со попреченост. Исто така 155 милиони евра биде наменети за пензионери, граѓанскиот сектор и земјоделците, како 492 милиони евра за поддршка на приватниот сектор. Од декември важат мерките за пензионерите. Како дел од мерките е предвидено и одлука за одобрување на користење на дехидрирано млеко за производство на млеко и млечни производи, со што директно ќе се влијае на намалување на малопродажните цени на млекото и млечните производи. Преку програмата за енергетска сиромаштија предвидени се 1 милион евра за финансиска поддршка на над 5000 семејства, истакна вице-премиерот за економски прашања. Основните училишта Владо Тасевски и Војдан Чернодрински преку поставени фотоволтаици ќе произведуваат струја за сопствени потреби. А според проценките на стручните лица, се претпоставува дека овие училишни установи ќе ги намалат сметките за електрична енергија за околу 50%. Овој меѓуинституционален проект се спроведува заедно со општините Кисела Вода и Зелениково, откако истиот го одобри министерот за локална самоуправа. Бирото за регионален развој ќе поддржи ова иницијатива со парични средства не повеќе од 7 милиони 346.938 денари за сите општини. Локалната самоуправа од Карпаш ќе го кофинансира овој проект со сопствени средства во висина од 1 милион денари. Реализација на проектот треба да заврши до крајот на годината. Вестина дека 2023 година не беше добра за Македонија и македонците. Афери, убиства и криминал беа се модел во 2023 година. Вестина е. Вистина е дека 2023 година Македонија ја тресе афери, убиства и криминал. Девојче киднапирано, па убиено. Поранешен вице-премиер на американската црна листа. Мафијашки престрелки во полн трговски центар во сред бел ден. Секој ден застарува по еден судски предмет против поранешни функционери. Ваквите наслови доминираат во медиумите. Вистина е дека крајот на 2023 година го одбележа случајот со убиството на 14-годишната Вања. Од Скопје и фризерот Панче од Велес од Македонија, случај кој го потресе целиот регион. Кога на 27 ноември беше објавена веста за исчезнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје, не стана само Македонија на нозе, туку и целиот регион. Љупчо Палевски Палчо, кој се наоѓа во Турција каде што започна процесот на негова екстрадиција во Македонија, е осомничен дека планирал, организирал и извршил 2 убиства.
Велибор Манев, Боре Видевски и Владко Кешишев се осомничени за 2 киднапирања и убиства. Александар Горчевски, таткото на убиената Вања, е осомничен дека Напалевски му дал информации за движењата на неговата ќерка, односно за времето кога таа излегува од зградата и оди на училиште. Последен осомничен е Стефан Димковски, кој е уапсен бидејќи му помогнал на Палчо да избега од Белград во Турција. Вистина е дека министерот за внатрешни пак објави дека има намалување на криминалот за 8% и дека се сузбиени 13 криминални групи со над 100 лица. Вистина е дека цените на храната се зголемуваа, стапките на економски раст се топеа. И во 2023 животниот стандард беше на удар. Иако во 2023 имаше олабавување на енергетската криза, ризиците останаа. Вистина е дека домакинствата минатата година над половина од домашниот буџет, 51,5% трошеле на храна и пијалаци, од кои најмногу за месо, млечни и житни производи. Сепак, најмногу во домакинствата се јадело леб, 191,1 кг, и компир, 76,3 кг, додека говецко, телешко и јунешко месо, 19,3 кг и риба, 18,3 кг. Најмногу се пиеле безалкохолни пијалаци, 170,4 литри и млеко, 88,2 литри. Во просек секое семејство во 2022 година потрошило 294.117 денари или 4.782 евра. Вистина е дека работи кои доминираа во домашната јавност несомнено беа обидите на власта да обезбедни мнозинство во парламентот неопходно за уставните измени и нашиот напредок кон Европската унија. Вистина е дека во 2023 година во Македонија се издадени рекордни 550.000 пасоши. Тоа е воедно рекорд од осамостојувањето, со оглед дека во последните 20 години просекот се движел од 150 до 220.000 пасоши издадени годишно. Промената на пасошите со новото уставно име направи да има рекордна бројка на издадени пасоши. Во 2023 година биле издадени и 216.000 возачки дозволи. Вистина е дека рекордни 62 милиони евра се наплатени годинава од патарините. Во 2021 година биле над 46 милиони евра, во 2022 година 53 милиони евра, а оваа година ќе заврши со наплата од 62 милиони евра. Вистина е дека во изминатата година растеше просечната плата. 2023 година македонската економија ја започна со просечна плата од 33.934 денари. Во април се зголеми на 36.134 денари, односно 587 евра, и за првпат ја проби границата од 36.000 денари. Вистина е дека во текот на 2023 година Република Македонија одбележа значајни јубилеи во надворешно политичкиот план, односно наполни 30 години од воспоставување на дипломатски односи со 20 на земји од различни региони во светот. Вистина е дека бројот на склучени бракови во Македонија се намалил во 2023 година, но истовремено е намален и бројот на разводи, бележи Државниот завод за статистика. Според извештајот, во изминатите 12 месец се склучиле 12.882 брака, што е за 3,4% помалку во споредба со 2022 година. Волонтери вдишуваат загаден воздух само со една цел – да помогнат на научниците да проучат дали загадениот воздух делува токсично врз мозокот. Ни важна вест. За да им помогнат на научниците да откријат како влие загадувањето врз мозокот, тие се изложени на различни видови испарувања. Од дизел до производи на чистење. Научниците ги анализираат примероците од крв и резултатите од конгитивните тестови направени пред и по изложувањето на загадениот воздух. Иако не е добро познато дека квалитетот на воздухот влијае врз белите дробови и кардиоваскуларниот систем, оштетувањето на мозокот не е многу проучено. Експериментите се извршуваат на Универзитетот во Манчестер, каде што истражувачите создаваат 4 типови загадувања: издувни гасови од дизел мотор, чад од запалено дрво, испарување од производи за чистење и испарување од готвење.
Нивата на загадувачи внимателно се мерат и се контролираат, потоа се внесуваат во воздушната комора, а потоа доброволците го вдишуваат загадениот воздух. Доброволците доаѓаат во лабораторија неколку пати во текот на неколку месеци и секој пат се изложени на различен тип загадувачи или чист воздух. Според податоците на Светската здравствена организација, 99% од светската популација дише воздух, што ја надминува дозволената граница за вообичаен загадувач, утврдена од Обединетите нации. И дека комбинираното влијание на загадувањето на воздухот надвор и внатре придонесува за прераната смрт на 7 милиони луѓе секоја година. Резултатот од тестот се очекува. Тоа беше се што ги подготвивме во овие вести. Многу повеќе вести информации погледнете на нашиот сајт www.vtv.mk и нашиот Facebook профил. Од мене пријатно.